Booster. Go. Retro. Go. Vital. We're go flight. Guidance. Guidance go. Surgeon. Go flight. Ecom. We're go flight. GNC. We're go. Telmuse. Go. Control. Go flight. Procedures. Go. Inco. Go. FAO. We are go. Network. Go. Recovery. Go. Capcom. We're go flight. Gentlemen. Milenko Nedeljkovski, popladnevno radio show započnula. Houston, we have a problem. Dobar den, dobrodošli во Milenko Nedeljkovski radio show redovno секој петок во 17 часот на Радио Слободна Македонија, на фреквенцијата на ова највлијателно радио во Република Македонија, која, ете, по некоја среќа се наоѓа на локација од каде, спротив владата на Република Македонија, меѓутоа по среќа локација од каде што започнуваат секој ден, кај што стартуваат протестите, како што би ги нарекле организаторите, значи, како што би ги нарекле организаторите по патот на државноста, значи од владата до преку председателот, односно канцеларијата на председателот во центарот, до собранието, до законодавниот дом. Значи, секоја среда од 17 часот, Миленко Неделковски шоу, така и оваа среда. Денеска ќе започнам оваа моја дебата. Ја најавив дека ќе имам ексклузивен гост, и тоа е ексклузивен гост, односно јас сум си гост. И не верувам дека нешто може поексклузивно како гост да најде во Македонија, затоа што ќе разговарам ќе дебатирам, односно ќе направам една експликација на тема која е исклучително болна, пипава, многу мина се плашат од неа, меѓутоа е нешто што треба да се каже. Имено ќе почнам со цитирање на денешниот пост на колегата Љупчо Златев, новинар од вечер, или новинар, не, вчерашен пост, вчера на полноќ ја постирал, значи денеска. Новинар во вечер, беше новинар и во Сител, неколку пати беше гости кај мене во емисија. Тој е млад момак, млад новинар во надоаѓање, на кој може многу работи му се преречат, многу работи да се дебатираат, со многу работи јас негови не сум се согласувал и сум се расправал на дебати, емисии, на постови или која се гледаме, меѓутоа факт е дека има своји анализи и своји ставови кои вреди да се размислат, ако ништо друго, не мора да се прифатат. Па така, денеска на полноќ, синоќа на полноќ пишува. Што е идејата? Идејата е текстот му доаѓа од две информации. Првото е гостувањето на Вучич во емисија во Србија, по доаѓањето по неговата средба со Путин, каде што кажува колку повеќе американците, колку повеќе западњаците, не американците сега веќе, притискаат за тиранска платформа, толку повеќе Путин се е против било какво формирање на влада во која ќе учествува Социјалдемократскиот сојуз, тоа е број 1, и број 2 е гостувањето на елитната екипа од ВМРО, ДПМН во Малта на заедничкото видување на партиите од ИПП, тоа се, значи, од Европската десница, каде што е членка и ВМРО, па таму е и председателот на владата на Република Македонија, Емил Димитриев, таму и председателот на ВМРО, ДПМН, Никола Груевски, и таму треба да се донесе една декларација која, меѓу другото, вели дека треба да се осуди мешањето на Русија на Балканот. Па еве Златев што напишува, вели вака: веќе 3 години САД и ЕУ му се мешаат на секој чекор, се мисли му се мешаат на Никола Груевски, а тој ќе гласа резолуција против Русија, која освен со неколку соопштенија скоро и да не погледнала наваму на Македонија. Ќе ги осудува за мешање оние кои не му се мешаат, таа е добра реченица, за да им угоди на оние што му се мешаат. Знам дека застапувањето на проруски политики нема да му донесе ништо, ниту него, ниту на партијата, но принципи треба да се имат. Истите оние принципи на кои заборавивме кога го признававме Косово, гласавме за него влез во УНЕСКО, а денес се плаче врз тиранската платформа. Тоа го пишува Љупчо Златев, а да подсетам дека
Председателството на Европската народни партии, кај е членка и ВМРО, подготви нацрт резолуција која е против, цитирам, постојаните руски напори да се манипулира со реалноста, да се внесе недоверба во демократските процеси и дури да се меша во изборите на Западот. ЕУ не смее да дозволи руско мешање да ги еродира демократските општества и да потикнува омраза и страв. И информацијската војна е интегрален дел од нападот на Путин врз Европа, се вели во воведот од таа резолуција. Па, нема да ни е прв пат, а претпоставам нема и да ни е последен пат. Македонија, ова мало парченце земја, еве, прочитав што мисли Златев, секој од вас може да си има своје мислење, велам нема да е ни прв пат, па не ќе биде ни последен. Ова мало парче земја да е центар на интересот на големи сили. Огромни сили, Америка 300 милиона луѓе, Русија на 2 континента 200 милиона луѓе, илјадници атомски бомби, вселенски бродови, сателити, комуникацијски, шпионски и така натаму, сите набиени околу ова парченце земја со 2 милиона луѓе, од кои се 1,5 милиони македонци. А и тие не се единствени. Ете, може сега сите заедно да земеме се чудиме зашто ова малецко парченце земја, тука во средина на Балканот, ни нафта имаме, ни море, ни пловна река, ништо. И тука се судираат двете големи сили, вклучително и овие одработувачите на работа во Европа за американската бивша администрација, ќе видиме што ќе биде со оваа, а тоа се земјите членки на Европската унија и самиот Брисел како главен град на Европската унија. Русија, реално, ако гледаме, со ништо се нема вмешана во Македонија. Апсолутно ништо. Нема некои големи инвестиции, има Лукойл, кој продава бензин, како и другите што продаваат. Амбасадорот на Руската Федерација ни приближно воопшто не е ист што е, например, Джес Бейли или Чарлс Гарет. Не шета со куфер со пари низ државата, не формира и не поддржува невладини организации, не собира новинари, не учествува во преговори, во протести, не прави, значи, рускиот амбасадор никакви пржински договори, недоговори, така натаму, него едноставно си амбасадорува така со една пристојна тивка дипломатија и ништо повеќе. Русија како федерација надвор од амбасадорот овде кај што е во Македонија, исто така нема некоја, немаме оружје од нив, немаме некоја поддршка, не знам каква. Имаме во ред, ни го признали името, на што сме многу благодарни, се членки на Советот за безбедност на Обединетите нации, каде што имаме гаранција за нашата територијална целовитост, севкупност, меѓутоа, тоа е само тоа. Значи, нема мешање. И не гледам сега ние од што треба се оградуваме од тоа дека русите се мешале. Русите секако се, сигурно, според мене, позаинтересирани многу за Србија, затоа што таму има традиционални добри односи, за Црна Гора, заради излезот на Топло море и Бока Которска, а Црна Гора со вчерашното решение, односно гласање во Вашингтон, стануваат членки на НАТО алијансата. Сега единствено ако Трамп не даде некој вето, меѓутоа тоа е под огромен притисок и се обидува својата президенција, своето председателство да го утврди, да го установи, најмалку да прави било какви други резови радикални, така да велам Русија ја губи Црна Гора. И кон Македонија дури не ни праќа ни поглед, неколку соопштенија од Министерството за надворешни работи, кажани преку подпаролката, неколку пати господинот Лавров не спомна и тоа е тоа. Ние како држава постапивме државнички во интерес на нашата држава, не во интерес на Русија или на било која држава,
Сакаме да има Јужен поток, добро, нема Јужен поток. Сакаме да има Турски поток, ево и тој го нема. Неќеме да воведеме санкции, што е инаку смешна работа да ние воведеме санкции на Русија, не знам со што ќе ја погодиме таа држава, тоа исто како да воведеме санкции против Кина или против Соединените американски држави. Значи, било кој од тие комбинации нашата држава постапила едноставно и нашето раководство, влада, постапила државнички, си ги заштитила интересите на нашата држава. Нити протежирала, нити ја протежирала Русија, нити било што. Бутањето, односно спиновите, соросоидните спинови на соросовите медиуми во Македонија и про-ЕУ, про-НАТО медиумите во Македонија, дека Никола Груевски ја фатил страната на Путин, ја фатил руската страна и така натаму, се спинови од најдолен, најгнасен вид, а реално не е вистина. Туку можеме да видиме дека комплетното раководство на ВМРО ДПМН, вклучително и владата која е предводена од ВМРО ДПМН, многу внимателно, многу предпазливо, многу така како на тенок мраз гази на било каква ситуација која се однесува на Русија, на контакти, на односи и така натаму, не сакајки на своите стратешки партнери, нели, владата и официјално нашите партии имаат стратешки партнери кои се на запад, не сакајки на тие стратешки партнери, не сакајки да ги налутат, меѓутоа ги лутеле, не ги лутеле, тие очигледно работат против ова држава. Од спротивна страна имаме Русија, која не сака да не го смени името, која не сака да има платформа направена во друга држава од партии малцински. Имаме држава како Русија која не се меша во нашите избори, нивниот амбасадор не преночува за време на изборите во Државната изборна комисија и значи имаме реално коректна држава кон нас, ни помага, ни одмага и меѓутоа го имаме тој страутен притисок од Европската Унија и од Соединените американски држави, демек да подпишеме таа декларација која ќе биде подпишана, а која се однесува на осудување на влијанието што го прави Русија. Меѓутоа, ние како држава од друга страна и нашите политичари, сите и од една и од друга партија, позиција и опозиција, никогаш па не го осудивме мешањето на сите други држави. Значи, само Русија ако се меша, а као што може се види не се меша, има 2-3 соопштенија се на се. Само Русија ако се меша, тогаш тоа не чини и тогаш е мешање во внатрешни работи и тогаш е проблем и така натаму. Но било кое друго мешање, а е секојдневно, на Чарлс Гарет, на германската амбасадорка, на француските амбасадори, на холандските амбасадори, на италијанскиот амбасадор задолжен за илегално криминално снимените материјали, на бугарските председатели премиери, на нивните колеги од Албанија, за грците да не зборам, сите други мешања ако и за сите други мешања нема никаква од наша страна некоја реакција, па доста ни се мешате сега нас овдека, меѓутоа еве русите кои се мешаат тогаш тоа не чини. Мислам дека е некоректно и дека е неправилно. Во Македонија нема проруски медиум, во Македонија нема проруска невладина организација, во Македонија нема проруска партија, во Македонија нема проруско здружение, нема ништо. И не гледам зошто е обвинета Македонија и раководството на ВМРО ДПМН дека тоа токму го има. Сето тоа го нема. Не гледам зашто има обвинени. Ако го има, тогаш е друга приказка, па може да разговараме. А може би треба да го има, за да покажеме дека на светот да му покажеме дека сметаме дека треба да има баланс. Тоа своевремено председателот на поранешниот председател покојан Киро Глигоров го рекуваше еквидистанца. Кон сите исто, нели? Ние сега еквидистанца немаме. Имаме дистанца од сите други и имаме наслонетост само кон едни, а тоа е
западниот свет, наводно демократски. Меѓутоа, тамо на западот се менуваат работите. Трамп комплетно ја смени ситуацијата, а сега со претседателските избори во Франција додатно ќе се промени целата ситуација, бидејќи доколку победи Лепен, таа ја најави излегување од Европската Унија, редефинирање на односите со НАТО и зближување на односите меѓу Франција и Русија. Тоа е она што се најавува. Затоа сметам исто така дека од овој агол гледано, од овој пролетен политички меѓународен агол и аспект, дека е исклучително се важни и треба да се следат француските претседателски избори. Првиот круг е на 23 април, вториот е во првиот викенд, првата недела од мај, кога е вториот круг. Во првиот круг е евидентно дека ќе победи Лепен. Прашање е вториот круг дали сите заедно ќе се соберат против неа или не. Меѓутоа жената фактички доаѓа од народот, ги брани народните интереси, ги брани интересите на земјоделците кои извезуваат во Русија, ги брани интересите на млекопроизводителите кои извезуваат во Русија, ги брани интересите на фирмите кои соработуваат со Русија и она оди во сосема друг правец. Она и Трамп веќе е тоа еден баланс светски кој ќе биде поместен, а кој ќе биде против Брисел и Европската унија. Дали тоа нашите политичари овде како гледаат или не, јас не сум сигурен. Не знам, очигледно знаат, меѓутоа како реагираат, тоа е друго прашање. Јас лично сметам дека е погрешно тоа што Република Македонија го призна Косово како држава, дека е погрешно тоа што Република Македонија гласаше, односно представникот од Република Македонија гласаше за влегување на Косово во УНЕСКО, дека е погрешно тоа што гласавме за зачленување на Косово во ФИФА и УЕФА, и сметам дека е погрешно да потпишеме резолуција против Русија во ситуација кога никаква со ништо не сме притиснати од Русија за да се буниме нешто и да напишеме против неа. Едноставно може другите оние што си имаат проблеми, дали е тоа Брисел, дали е тоа Берлин, кој да си потпишат таква резолуција. Ние гледам дека немаме таков притисок. Еве некој кој ја слуша оваа емисија или кој ќе го гледа ова на YouTube, ако ми најде пример каде и со што се вмешала Русија во нашата внатрешна политика, баш би сакал да ми напише на Facebook, некако во инбокс, за да ете тој податок јас кој го немам, го знам. Меѓутоа, она што мене ми е јасно е дека се работи за еден голем спин за да ни се нарушат односите со пријателски држави кои не сакаат со ништо да се вмешаат во нашата внатрешна политика и со ништо не сакаат да ни наштетат. Тоа е спин за да се наштети на сите нас. Ништо повеќе од тоа. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. А од мене се очекува да говорам секоја среда од 17 до 18 часот. Среда, 29 март, уште 2 дена од овој женски месец. Редовно Миленко Неделковски радио шоу на канал на Радио Слободна Македонија се викаше, да, не е канал 77 Штипски, не. Иако кадарот раководен е дел бил. Уште нешто да ви кажам, баш сега гледав ке мене на Фейсбук, го постирав Сабајлево, она мало детенце што плаче, хочу Вучича, мајка му вика, немој, он пере мозак, хочу Вучича и пема. Значи, која е разликата меѓу Вучич, да кажеме, која води Србија, сега се врати од средба со Путин, и примерно Никола Груевски? Разликата е што Никола Груевски има еден став, постојан, правилен, погрешен, ова тоа е друга приказка, меѓутоа еден став, а Вучич ги менува ставовите, се сеќаваме уште кога беше дел еден младеж кој носеше гајби
на местата каде што држеше говор Воислав Шешелј, кој тамо во крајина кажуваше дека ќе ги вратат сите територии, ќе ги испоутепаат сите Хрвати и така натаму. Се преквалификува, да кажам, политички во миленик на Западот, па својата политичка кариера ја гради преку тоа што оди од една на друга страна, менува во кривини, што би рекол Љубисав Иванов Дзинго, кочи, лата се у кривину и спопада смо. И Вучич беше допред не многу долго време миленик на Меркел, па потоа прави инвестиции во овој дел од Белград на води со пари од земји од Блискиот и Средниот Исток, кои се главни финансиери на исламистичкиот фундаментализам, и од друга страна се наслонува на Путин и постојано е така лево, десно, се наслони се наваму, да некако се пазари со својата позиција и со позицијата на својата земја. Ние тоа овдека го немаме. Дали е пристапот на Вучич правил или пристапот на Груевски, сега ја не би можел да ценам. Јас имам апсолутна доверба во поранешниот премиер и сегашни и се уште долгогодишниот лидер на ВМРО-ДПМН, но факт е дека тие два лика политички на балконот на соседни земји, каде што е интересот на сите и каде што се судира интересот, факт е дека се разликуваат баш по тоа. Никола Груевски остана верен до своите избрани партнери, а партнерите на Никола Груевски се на запад, се во Вашингтон, се во западните земји, колку и тие да го гмечат, газат, малтретираат, претепуваат, го раскрвавуваат, тој остана верен на таа опција со премиерот, а сега и веројатно идниот председател на нашиот северен сосед. Тоа не е случај. Правилно е или не, не знам, еве јас само ги поставив аргументите, а секој од вас што ја слуша оваа емисија или што ќе ја гледа на YouTube е доволно умен да си донесе свој заклучок. Според мене, нас ни треба држава која нема да биде клиент и 100% послушник на ниту една голема сила. Дали е тоа изводливо, се е друго. Јас се разговарам од студио на радио, од позиција на новинар, кога си политичар, тоа е малку подруга приказка. А реални да сме, мораме да признаеме дека народот ја чувствува политиката, многу често ја чувствува политиката и ја знае многу повеќе од политичарите што се на сцена овие сега во 120 души во парламентот. Затоа што, ако гледате, а мора да се констатира, сите истражувања на јавно мислење, кога се однесуваат прашања дали да се влезе во Европска унија или НАТО, ако се тие прашања упатени до етничките македонци, овдека до македонците во Македонија, кога ќе се каже дали сте за членување на ЕУ и НАТО, 60 на се за членување на ЕУ и НАТО, инаку таа бројка беше 95% до пред 7-8 години, 10 години. Меѓутоа, кога истите тие, ќе ги прашате дали сте за членување во ЕУ и прием во НАТО, под услов да ви биде променето името, или под референца БРМ, автоматски унисон е одговорот на македонците, дури 80%, 78%, 79%, 80% се против таков прием и против таков данајски, да го наречам, подарок. Тоа треба да е во умот на сите што ја водат оваа држава, сите што сакаат да излезат на следните изборите после тоа и изборите после тоа. Македонија е држава која е држава на македонскиот народ, пред се, без разлика на насилно променетата референца 2001 година. И таква држава и ќе остане, таа не може да е другачија. Оти, како што гледате, еве народот овде што се наоѓа пред оваа шофер шајбна, овој огромен излог на Радио Слободна Македонија, е нормален народ, не е партиски определен, пристоен народ, не гаѓа, не тепа никого,
ne ruši nikakav spomenik, ne uništava fasadi, ne uništava spomenici, ne uništava ništo. Jednostavno je народ koji je загрижен и koji си знае дека судбината на државата е во нивни раце. Тоа би требало да си го знаат и политичарите кои очекуваат да добијат гласови на предстојните локални избори, на парламентарните избори кои исто така се надевам дека ќе бидат многу брзо, па ако сакате и на следните председателски избори за кои ќе треба да мине година и нешто. Овој народ овдека си покажува дека си ја сака својата држава таква како што е и никој од никаде нема право да му ја промени. Ниту во Тирана, ниту Еди Рама, ниту Али Ахмети, ниту Артак Груби. Тие ако не им чини оваа држава, ете си има други држави, може да се одат Косово, Албанија, ние друга држава немаме, ние сме од оваа држава овдека ќе си останеме. Ова е нашето знаме, ова е нашата химна, ова е нашиот грб, ова е нашата историја, ова е нашата традиција, ова е нашиот фолклор и од тоа нема бегање. Како што може да се види, од еден мирен собир на народ од двајца маргиналци, значи, иако е голем уметник Борис Дамовски и добар пишувач е Бетмен, тоа се сепак политички било какви маргиналци во основа беа, тие успеа да 30 и нешто дена го организираат овој народ, да си ја чува државата и сите најави дека ќе бил председател на собрание тој или сите најави од тогаш ќе имам влада и ќе владеам, нели Зоран Заев, паднаа у вода и Зоран Заев можеше да се справи со Никола Груевски, можеше да се справи со ВМРО, можеше да се справи со сите, со двајца маргиналци не може да се справи. Зошто? Затоа што е ова народот и затоа што со народот против народот не можеш. Народот еве секој ден си ја брани својата држава на улиците на Скопје. Некој ќе излезе денес, некој утре не може, некој пак задутре ќе дојде. Меѓутоа постојани се овие луѓе овдека кои мирно, дисциплинирано, но со Македонија во срцето, со Македонија во душата си ја бранат државата преку присуство. Да беше било како другачие, ќе успеа да ни наметнат, да ни ја редефинираат, да ни ја изменат државата. На крај од ова, сега што го говорам, е само уште една работа, сега да кажам, мора да е многу непријатно во овие часови кога има вака луѓе на улица да си Павле Богоевски или Радмила Шекерински или Зоран Заев и да треба да прошеташ или пешки да отидеш до продавница, до дома, до кафана, до пошта, до банка, е многу тешко и повеќе од јасно е, имам информација од луѓе што ги виделе, дека како глувци се кријат и се мигулат меѓу уличиња, хаустори, за да пројдат од вамо од тамо, да не се сретнат со своите сограѓани и своите сонародници кои се на улица. Ако се толку фраери, Петар Шлегов, Павле Богоевски, Радмила Шекерински и така натаму, еве денеска, бидејќи се во собранието, нека излезат пред собранието и на овој мирен, кроток, пристоен народ, дечиња, жена, баби, дедовци и така натаму, нека им објаснат каде сакат да ја водат оваа држава. Бидејќи тоа не може да го направат, јасно е дека се политички криминалци и луѓе кои се обидуваат да се гробари на Македонија и македонците. Gentlemen, it's been a privilege flying with you. Тоа беше попладневното радио шоу на Миленко Недолковски. Hasta la vista, baby.